Потребните 58.998 денари за живот на границата на секое 4-члено семејство се само борба за гол живот. За постојано живење требаат многу повеќе, категорични се граѓаните. Ова значи дека за живот без броење на деновите секој месец требаат по 2 просечни плати од по 39.542 денари. Нешто кое за граѓаните е недостижно со оглед на минималната и останатите пакети кои во стопанството се актуелни. Зависи каква работа ќе најдат. Да, али во ова време тешко. Да, и јас од 12.000 пензија. Колку можам да обезбедам живот? Да. Можат со таа пара, ама ретко кој има толку. Ја мислам у Македонија, да. Јас сам бил у Германија, ама не е тамо розово исто. Само треба да се штеди малку, да не расипничка 40.000 двајца. Супер. Можем ако се фатат да работат, ако не работат нема ни пола плата да земат. И двајцата по 40.000, да, јас мислам дека можат. Од март предстои зголемување на минималната плата од сегашните 21.192 денари на најавуваните 22.567 денари, што тие ќе значат за работниците. Со претходниот извештај на минималната кошничка видовме дека самохраната е 2.700 денари покачена за разлика од месец јануар и февруар, уствари јануар и февруар, видовме дека за 1.400-500 денари е покачена, така да ова многу нема да го осетат граѓаните, но ние како синдикат планираме да и понатаму се применува она усогласување на платите по коефициент на сложеност на. Кошницата од јануари до март поскапела за 1.835 денари и да се одржи јануарската покриеност, за толку би требале и да се зголемат платите, но кај многумина тие воопшто не мрднале од јануарското ниво. Со новата минимална плата која порасна за 1.375 денари, разликата сепак не се покрива.